Македонија и не само на Македонија, туку и пошироко. Во оваа работа отидовме малку повеќе и пред другите земји кои што повеќе има работено на хералдиката, зборувам за соседните земји, но се надам дека ова е само еден подстрек и еден почеток. Во никој случај ова не е крајот. Има уште многу работа што не чека, уште многу повеќе ангажмани. Се надам дека ова ќе биде подстрек за едно поинако гледање и на символите, на нивното значење во секојдневниот живот и конкретно на хералдиката. Сега да ве поканам да се почастиме и да го прославиме овој убав начин. Да почнеме од оно што јас како обичен посетител на оваа изложба би можел да заклучим од грбовите од хералдичката изложба која што е поставена од денеска во Лажан во музеот. Значи, што е она што оваа изложба го раскажува низ вековите за хералдиката во Македонија и за грбовите во Македонија? Значи, од оваа изложба ќе бидат видени трите сегменти. Едниот сегмент е оној кој што е досега познат, илирската хералдика, за кој што пишува Матковски во својата книга. Другиот сегмент кој што ќе биде интересен, тоа се за припишаните средновековни грбови на Александар Македонски. И третиот дел е за македонскиот грб во европските грбовници. Така, значи, ајде вака сега на кратко видите за грбовите на Александар Македонски и македонските грбови во европската хералдика, колку ова низ историјата го потврдува може да кажеме така, или символите кои што се употребуваат, кои што може да... Можеме да зборуваме за континуитетот на символите. Првиот дел од изложбата започнува со грбовите на Александар Македонски, од најстарата она што е сочувана со нас, од 1394 година, на која што е представен златен лав на црвена основа, кој што во своите раце држи златна секира. Потоа се прикажа уште неколку грбови од Александар Македонски. Потоа се представени неколку грбови од европските грбовници, значи кои што потекнуваат од 15 век и кои што представуваат различни представи на грбот, затоа што Македонија се смета како дел од оние екзотичните земји, каде што обично не биле присутни на тие турнири, каде што обично ги пишувале во грбовниците, но сепак фактот за постоењето на Македонија како посебна единка се покажува во тие грбовници. И во третиот дел е илирската хералдика, значи тоа е континуитетот на македонскиот земски грб од 400 години. Тоа е значи златниот крунисан лав на црвена основа. Каде изложбата може да се види дека тој не потекнува од 1595 година, континуитетот она што беше до сега познато во науката, него слободно можеме да сметаме точно уште 200 години претходно. Значи со представата на грбот на Александар Македонски, кој што има многу слична представа, значи златен лав на црвено поле, но овој пат кој што држи златна секира во своите две раце. Така, во контекст на присвојувањето на символите кои што ги споминавте, така многу често од моето скромно знаење знам дека може би бугарската историја и историјата на соседните народи го присвојуваат лавот како символ, колку ова покажува дека тој лав низ годините, низ вековите останал символ на Македонија и македонскиот народ. Да, значи треба малку поуточнување. Лавот како символ не е наш, не е на некој друг, или е и наш и на другите. Затоа што е универзален символ. Кога зборуваме ние на галено да речеме македонскиот лав, станува збор за представата на златен лав на црвено поле, нели? Има и многу други земји кои што имаат представа на лав во други бои. Во грбовниците низ времето македонскиот грб е златен лав на црвено поле, додека бугарскиот е представен со црвен лав на златно поле. Значи не станува збор за присвојување или нешто, затоа што хералдички земено, иако можеби нас не изгледат исто лав и лав, нели? Станува збор за сосема два различни грбови. И се тоа трае до промената на што ја извршува Павле Витезовиќ, нели? Од некои причини и потоа со објавувањето на стематографијата на Жефаровиќ, кој што е прво печатено дело, да речеме, новија простори од хералдиката, со што се популаризира хералдиката и тогаш новите држави на Балканот ги земаат своите грбови од таа стематографија. Значи, ја сметаат како апсолутен авторитет и без поговор ги земаат грбовите кои што се наоѓаат
опишани за нивните земји во него. Во контекст на разликата на сегашниот грб на Република Македонија и оно што било отворено, ме интересира токму вашето мислење, што мислите дека може би биле безпотребни промени и може би дали мислите дека треба нешто да се стори во контекст на промената? Па, апсолутно, затоа што македонскиот грб е еден од неколкуте социјалистички грбови кои што се сосема измислени. Тука беше стариот романски, босанскиот грб, затоа што поголемиот дел од другите земји кои што го смениле својот општествен поредок во социјализам ги зачувале своите символи. Значи тука и Република Србија, и Република Хрватска, да не зборувам за другите земји, Чешка, Полска, ги сачуваат, но Македонија не е тој случај. Авторот на грбот веројатно знаел за оваа традиција, но сметал веројатно дека тоа не е добро за новиот социјалистички поредок, што треба нешто од ново да се почне, нели творење на нова историја. Што е интересно, сите други земји после поминувањето на социјализмот се враќаат назад на своите грбови, освен Македонија и Белорусија, поради веројатно режимот или нешто друго. И само ќе прашање на време кога Белорусија кој ќе го смени поредокот, ќе се врати на својот грб, веројатно ќе останеме ние единствени. Така забравите ли нешто да споменам? Во целото ова предавање јас мислам. Па, има уште многу долго да се зборува, верувам дека овој делот дава доволна слика. Средношколци, што може да се обидат со практиката на хералдиката, но ако зборуваме за поставката, која што ги смотриме прв, во регионот, музеот за поставка за сите до сега познати. Верувам дека има уште многу други, веројатно, што може да се најде од ова што е истражувањето на широкост, и може да се последните 15 години. Цяло што е најнаселно што е репрезентативно и представено. Вие сте организатор на ова изложба, дали е готова да се уште Значи, организатор технички музеот на Македонија, моја е научното предложение на целата таа и читателот и пресупирање на материјал, но не соработи со музеот. Па да се запознаат повеќе со символите на својата држава, кои се многу битни, особено сега во овие времиња. Се вратиме на нешто што е битно, значи не враќање временски, иако не става временски, но враќање на символите, како дел од самиот идентитет. Докога ќе биде отворен изложба? Овој дел од поставката кој што е постојано. Тоа ќе биде постојано да биде камерите, се нешто друго, значи трајна поставка.